Здраво на сите, мен треба да се представам. Јас сум Стефан Алекси, координатор на Радио МОВ, тоа го правиме ке изминатата година. Не знам како си пораѓате на конференцијава, но според мене мислам дека до сега е одлично, слушаме прекрасни идеи, прекрасни искуства и ова е нешто што стварно ни требаше нас на интернет активистите да споделиме нешто, бидејќи светот на интернетот не е баш многу познат за нас. Пред да почнам би сакал да се направам координаторската должност и да изразам голема благодарност до волонтерите. Се ова дечки немаше биле возможно без вас. И ще еднаш ви благодарам многу, стварно се фини. Окей. Значи, Радио МОВ постои една година, 3 дена и требаше да биде 5 часа, но малце досниме, па така да 6 часа постоиме официјално. Ние сме интернет младинско радио, значи немаме FM, да си знаете за секогаш. Нашата главна цел е да бидеме глас на младите, да покренеме дискусија кај сите оние што не се застапени во традиционалните медиуми и сакаат да имаат нешто многу важно да кажат, а според бројката колку брзо се регистрираа луѓе во изминативе настани што ги имавме претходното лето, верувам дека стварно младите имаат многу да кажат. Пред се сакаме да имаме објективно информирање, да внесеме етичност во нашите вести, нешто што стварно му фали на нашето општество. Пред да почнам, би сакал да се надоврзам на Виктор, бидејќи денове кога ја правев презентацијата, малце размислував за нашето општество и како било во минатото, бидејќи пред 100 години ситуацијата била многу слична со медиумите. Тогаш првпат општествата се соочувале со радиото, малце подоцна со телевизијата и немало баш нешто конкретно кои се точните знања како да пристапиш на радиото, не е како да пишеш книга, нешто што правеле претходно многу во историјата или како да направиш скулптура. Одеднаш имаш нова технологија и малце поинаку треба да се однесуваш и немало баш некое конкретно знање, некоја конкретна литература да ја земеш и да знаеш што да направиш во светот. И нешто многу битно, во тоа време немало баш некоја конкретна регулатива што имаме денеска, а мислам дека ја пуштиле од страна на мокниците бидејќи биле уплашени. Мислам дека денеска во светот мокниците се прилично уплашени од интернетот, алудирам на настани како арапската пролет на Wall Street, алудирам на настани како студентските протести во Лондон, што ќе гледаме малци филм подоцна за тоа, алудирам на настани како протестирам што се случи во Скопје, што мислам дека е вистинска алатка, што ни помага на офлайн светот, особено за демократијата, а верувам дека младите стварно може да ја искористат оваа алатка и се покажа во пар настани кај нас дека стварно може да искористиме. Огледаме Engage како шанса ние интернет активистите да споделиме некое знаење и како што кажав немаме конкретни знаења како може да работиме со интернетот, бидејќи нели се уште го проучуваме и го сознаваме. Бидејќи нема нешто конкретно што ни кажува како треба, што е точното правило, која е успешната стратегија како да пристапиш на интернетот. Затоа токму во мојата презентација, веќе почнаме тролат. Во мојата презентација, со оглед на времето што го имам, ќе издвојам 3 алатки искуства наречете и како сакате, што мислам се прилично фини и може да ви помогнат вас активистите да ги спроведете за да развиете вашата мрежа. Првата алатка ја нареков тизер кампања, тоест ја нарековме тизер кампања, не знам дали беше ова точниот назив, но се однесуваше како тизер, мислам дека можеби да ми беше инспирацијата која е Ана, не сум сигурен. Која беше главната цел? Тоа е всушност и првата акција која направивме ние. Единствен ресурс кој користевме е група на многу мофовци кои беа прилично возбудени за новото радио. Сакаме од првиот ден на пуштање на радиото да донесеме што е можно повеќе посетители на нашиот сајт, а тоа знае малце бе проблематично кога сте ограничени со буџет и кога промовирате нов бренд. Многу ќе беше полесно бевме T-Mobile или Coca-Cola, но кога имаш нешто што е така специфично и не толку често возвратено од страна на заедницата како интернет активизам, млади гласови, малце е тешко да ја уништите апатијата кај младите. Значи имавме група од околу 60 ентузијасти од МОВ. Се аутнав. Леле, Тони? Не, овде, грешно дугме. Окей. Ај се обратиме назад. Значи, што точно направивме? Пративме едно упатство поделено на 2 дела на овие 60 мофовци. Може веќе на повеќето од вас ви е позната оваа слика, каде што требаше да остапат својата профил слика една недела и при тоа да напишат закачи се.
тоа што беше многу важно е да не изгледа точно каде да се закачат. И сега кога имате еден човек што многу често знае да промовира некоја диско журка или нешто така, не е ни толку интересно. Кога имате 60 луѓе кои споделуваат многу заеднички пријатели и неќе да ви кажат точно каде сакате да се закачите, значи имате една информација спакувана во вид на забрането јаболко. Од денешка се поставуваат многу прашања и целата заедница сака точно да знае каде да се закачи. Дури добивме многу тролање од страна на заедницата. Значи ова беше кога сите наши пријатели ги сменија сликите, гледате колку мои точно пријатели од денешка во еден момент ги сменија сликите и тоа беше возбудливо. Не беше само јас како Мофовец, туку има и луѓе надвор од нашиот круг што ги видеа овие работи и се запрашат што точно прашат. Кога сме кај троловите, толку бевме упорни и достојни на нашата кампања што некои дури одвоја дел од своето време да ни направат некоја антикампања, но на крајот резултатите го потврдија тоа дека имаш уште една закачи се на хорс, али не успеа на. На крајот од кампањата се покажа дека не постои нешто лошо како не постои лош публицитет. Значи тоа беше првиот дел од кампањата кај што постиравме црно-белата слика и постиравме статусот за качица. Втората работа што ја направивме дента кога го пуштивме радиото, точно во 12 часот на 22 февруари 2011. Ги сменивме сликите со овој пат во слики во боја, истите тие, но овој пат го имаше и логото на Радио МОВ и сајтот на Радио МОВ. И овој пат нашиот статус гласеше закачи се на www.radiomov.mk. Како прве кампањата, според мене мислам дека беше прилично одлична, поради тоа што имавме околу 5000 уникатни посетители во првите 2 дена и 15.000 воопшто посетители, значи 3 пати некој се враќал на самиот сајт. Што за сајт што е младински, покренува и има специфична цел, а не да ве прати на некое патување или летување, и мислам дека е одлична бројка. Тоа е првото искуство што го имав. Значи тоа се резултатите, ги кажа. Сега идеме на втората кампања. Таа ја крстивме барем во извештаите Фейси на Пол ет Радио МОВ. Која беше главната цел на оваа кампања? Главната цел е сакаме да ги зголемиме бројот на фанови на Facebook страницата. Тоа нас не е многу важно, поради тоа што 60% од посетителите на Радио МОВ доаѓаат точно токму од Facebook. И затоа решивме да им дадеме некој производ на самите потенцијални фанови, тоест да им дадеме слика, одбравме да биде слика на хипстер, бидејќи актуелно е во овој период, не знам зашто. И направивме форекси, панели со дупки во лицата на хипстерите и решивме секој наш потенцијален фан да има барем една слика на една хипстерска слика во својот Facebook албум. Оваа кампања направивме негде во август месец преходната година на концертот Реком гласна и како продавме. Значи, ова беше буквално тоа што го правевме, донесовме еден фотоапарат форекси и ги сликавме луѓето. Кампањата пројде прилично добро. Зашто? Бидејќи направивме тој ден околу 200 слики. Направивме околу 200 слики, а добивме во наредните денови кога ги објавивме сликите, овој пат намерно го направивме тоа на Facebook, ги објавивме таму сликите на Фликер. Добивме околу 500 нови фанови. Уште поважно, намерно ги жигосавме овие форекси со Радио МОВ логото, бидејќи верувавме и стварно тоа се случи дека многу од овие слики ќе станат профил слики, ќе станат слики кои ќе се тагираат, коментираат, луѓе на кои ќе се смеат, но при тоа ќе им се вметне во глава Радио МОВ како една забавна фан страница за млади. Тони? Третото нешто ќе збораме не е нека конкретна акција ние што направивме, но како заедницата успеа нас да ни врати за време на нашите активности. Многу првото нешто беше за време на протестирам, како што знаете, многу од нас бевме вклучени. Ова е проблемот кога сакаш да видиш фенси златен PowerPoint. За време на протестирам, на протестите против политичка бруталност, многу од граѓаните, од интернет активистите, слушно се вклучија со тоа што постира, блогира, Твитер доби многу нови корисници, се мобилизиравме на интернет. Тоа што
Тоа што нас ни беше, ја тука ќе ја раскажам приказната што Радио МУФ ја преживеа во тоа време. Тоест, ќе раскажам токму вие постери овде што ги гледате, не се направени од тимот на Радио МУФ, туку се направени од интернет заедницата, од еден одличен дизајнер според мене. Одвои дел од своето слободно време да направи нешто во кое ја препозна нашата цел. Исто така за време на самото отворено студио кога го направивме, каде што ги донесовме по гласните активисти во тој период. Ја бев човек кој што се занимаваше со Твитер комуникацијата со нашите фанови. И тоа што го приметиве дека секој нов твит што ни беше ретвитуван и носеше нови слушатели. За жал во тој период можевме да имаме 200 слушатели максимум и тие ги исполнивме во првите 15 минути. И тоа немаше да биде возможно ако интернет заедницата која беше прилично активна во тој период не ги ретвиташе нашите работи, не коментираше директно на студиото и се вклучи и даде огромна помош, ни помогна токму идеите што искочи од Радио МУФ да се прошират кај целата заедница. За нешто што ќе зборам е последните настани што ги имавме со TimeMK, направи емисијата на комуникации.net, направија емисија каде што го донесува основачот на TimeMK и каде што се дискутира за новонастанатите ситуации околу споделувањето на вестите. За жал, тоест не за жал, тоа предизвика голем интерес кај интернет заедницата, но проблемот беше што во тој период имавме малце неагилност од страна на нашиот интернет провайдер и плюс сервисот кој ни овозможува стрим знаеше да паѓа бидејќи баш во тој период одлучија да прават промени. И тоа што го имавме сеткаш. И сепак идејата што успеавме да ја промовираме како медиум, како единствен медиум кој што се збореше за TimeMK, им се допадна многу на тимот од Кајгана и дента после тоа ни се јавија и ни понудија бесплатен сервер кој ќе го хостира нашиот стрим. Денеска благодарение на Кајгана и нивната помош ние имаме 512 слушатели наместо предвидените 200. И исто така имаме многу подобра квалитетна услуга, барем сега на Твитер не ни струва за аудио стрима, колку што знам. Више напад, не се шалам. Окей. Ова е дел од многуте искуства што ги имавме со Радио МУФ и верувам, во редовно, извини. Веруваме дека интернет заедницата сака се вклучи и тоа е една прекрасна работа. Тоа што ја го научи во претходната година е дека ние стварно можеме и сме стварно креативна младина која знае да го користи интернетот. Не можеме да го смениме светот офлайн, но сигурно е ова одличен наш сојузник да го смениме, не можеме да го смениме светот онлайн, но е наш одличен сојузник да го смениме светот офлайн. Така да благодарам, ако имате некои прашања, макар